Го следите редовното информативно издание на Слободна ТВ. Добар ден. Продолжува потрагата по 28-годишниот Мартин, кој се води за исчезнат во водите на Егејското море. Грчките спасувачки екипи со 3 пловни објекти и 4 патролни возила од утрово го бараат туристот од Северна Македонија, а во потрагата се очекува да се вклучи и авион. Според извештаите на метеоролозите и според ситуацијата на терен, денеска временските услови се поповолни од претходните 24 часа. Вчера грчката крајбрежна стража го пребаруваше крајбрежјето, а вклучен беше и подводен дрон. Меѓувреме грчките медиуми објавуваат листа на најопасните плажи во Грција, меѓу кои се и Митика и Посеиди, затоа што тука се спојуваат Солунскиот залив и Егејското море, а заради плимата и осеката се менува и движењето на морските струи. Продолжуваме со вестите. Пратениците ќе ги добијат и документите кои владата веќе ги објави и кои се поврзани со информациите за содржината на францускиот предлог. Ваквата одлука беше донесена на вчерашната координација во собранието, бидејќи опозицијата не сакаше да прифати да се дебатира само врз основа на информацијата од еден лист хартија што ја достави владата. Протоколот меѓу Скопје и Софија е единствениот од 4 документи од пакетот што пратениците нема да го добијат и до крајот се уште нема пристап ниту јавноста до него. ВМРО ДПМН бара поширока дебата во собранието. Протоколот не е финализиран. Како да се сподели со јавноста нешто што не е финализирано и не е подпишано, рече вчера координаторот на ДУИ Арбер Адеми. Пленарната седница се уште не е закажана, но за неа во секој момент може да одлучи првиот човек на собранието. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на својот Facebook профил напиша дека никој апсолутно не сме и не може да преговара ниту за идентитетот, ниту за македонскиот јазик во оваа држава. Ниту сегашната, ниту било која идна власт. Тоа треба да ни биде јасно на сите. Идентитетот, јазикот, културната посебност на македонскиот народ мора да се заштити по секоја цена и нема разговори со никого, па нека биде и Европската унија. Тоа не се преговара и не може да се преговара никогаш понатаму, додава Спасовски во својата објава. За денеска повторно е најавен протест под мотото Ултиматум не благодарам, а со кој се бара отфрлање на францускиот предлог, со чие прифаќање би се кренало ветото на патот на Македонија кон Европската унија. И во текот на вчерашниот ден се одржаа протестни активности кои поминаа мирно и без инциденти. И на вчерашниот протест граѓаните побараа отфрлање на францускиот предлог за деблокирање на почетокот на пристапните преговори на земјава со Европската унија. Повторно се собраа пред владата, од каде преку Министерството за правда стигнаа пред собранието. Беа испратени пораки за национално обединување и за масовност на протестите. Меѓу граѓаните имаше и членови на опозицијската ВМРО ДПМН и на левица кои јавно ги поддржуваат овие протести. Министерството за внатрешни работи приведе уште едно лице кое го сомничи и за кое поднесе кривична пријава за учество во фрлање молотови коктели кон полициските службеници на протестот кој се одржа на 5 јули во Скопје. Тоа е второ лице кое се сомничи за истото дело. АФ 26 години заедно со веќе пријавениот ИС, кој со кривична пријава издржува и мерка притвор, започнал да подготвува молотови коктели и да фрла со нив кон полициски службеници и кон објектот на Собранието на Република Северна Македонија, се вели во соопштението на МВР. По преземени мерки и активности од страна на полициски службеници од единицата за интервентна полиција во координација со АНП, АФ е лишен од слобода. Обезбедени се сите докази против него и во координација со Основното јавно обвинителство Скопје, тој е изнесен пред јавен обвинител за понатамошна постапка, додаваат од МВР. Спорот со Бугарија се префрли и во спортот. Бугарите реагираат за малиот број билети доделени на ЦСКА за надпреварот со Македонија Ѓорче Петров. Имено, клубот од Ѓорче Петров надпреварот како домаќин ќе го игра на Петар Милошевски во центарот на ФФМ. Според правилата на УЕФА, обезбедени се 5% од капацитетот на гледачите за гостинската публика. Македонија Ѓорче Петров ќе пушти само 60 билети за симпатизерите на црвените.
По итни разговори по ждрепката, меѓународниот клуб првично беше подготвен да пушти во продажба уште многу места за симпатизерите на ЦСКА. Оттаму не ја прифатија идејата начелниците на ЦСКА надпреварот да се игра на националниот стадион во Скопје, за да може сите заинтересирани да присуствуваат на надпреварот. На крајот, доматините по консултација со локалната федерација и полицијата решија да го намалат бројот на 60, пишува бугарски труд, пренесува МИА. Во реакциите се бара дури Скопје да биде изземен од организација на надпреварот. Надпреварот Македонија Ѓорче Петров ЦСКА е закажан за 21 јули со почеток во 17:30 часот. Од денеска стапува во сила законот за спречување перење пари и финансирање тероризам. Со новото законско решение во однос на уписите во регистарот на вистински собственици, предвидени се промени на роковите за упис. Субјектите кои се обврзани да извршат упис во рамки на истиот, како и нов пристап во утврдување на вистинскиот собственик кај фондациите. Согласно новиот текст на законот, законскиот рок за внесување на податоци за вистински собственици е 15 дена од уписот на деловниот субјект во трговскиот регистар и во регистарот на други правни лица, односно 15 дена од промената на податоците за вистинскиот собственик. Вести од светот. Курсот меѓу еврото и американскиот долар се изедначи за прв пат по 20 години. Утрово, 1 евро е точно колку 1 долар, што значи дека вредноста на еврото е пониска за повеќе од 12% во однос на вредноста од почетокот на годинава. Тоа значи дека еврото е најслабо во однос на доларот од зимата 2002 година пред 20 години. Иако вестите се позитивни за американците кои работат и патуваат во Европа, тоа е загрижувачки знак за здравието на глобалната економија. Еврото е значително ослабено од европската енергетска криза поради војната во Украина. Русија обезбедуваше речиси 40% од европскиот газ пред војната со Украина, а блокот сега се обидува да ја намали зависноста од руските енергетски извори. Паритет меѓу еврото и доларот доаѓа во време кога Русија го затвори клучниот гасовод Северен тек 1 кој носи газ до Германија. Гасоводот е затворен поради годишно одржување. Меѓувреме, доларот зајакна бидејќи инвеститорите бегаат кон валутата како безбедно за солниште, додека федералните резерви се обидуваат да ги зголемат каматните стапки со најбрзо темпо од 1994 година за да ја зауздаат жешката инфлација. Суфицитот во салдото на тековните плаќања на Русија за вториот квартал на оваа година достигна рекордни 70,1 милиарда долари. Тоа е последица на растечките приходи од извозот на енергенси и други стоки, како и последица на санкциите наметнати поради инвазијата врз Украина. Според податоците на Централната банка на Русија, тоа е најголемиот суфицит на руската тековна сметка од 1994 година. За вишокот најмногу придонел колапсот на увозот предизвикан од санкциите, што се смета клучно за економски спас на Русија во услови кога Соединетите Американски држави и нивните сојузници се обидуваат да го изолираат руското стопанство. Растечкиот суфицит на тековната сметка пак во комбинација со строгите контроли на капиталот што ја ограничуваат побарувачката за девизи и помогна на рублјата да стане валута со најдобри перформанси оваа година меѓу конкурентските економии во развој. Украинската војска соопшти дека започнала контраофанзива во Херсонската област на југот од Украина, кој во најголем дел го контролираат руските сили. Украинските сили го гранатираат градот Нова Каховка во регионот Херсон, при што загинале 7 лица, над 60 се повредени, јавуваат руски војни сили. Градот е дом на клучна хидроелектрична брана и врска за водоснабдување со Кримската област. Нападот следува откако украинскиот претседател Володимир Зеленски издаде наредба да се направат планови за контраофанзива на југот од земјата, според кои ќе се испратат милиони војници вооружени со западно оружје. Меѓувреме, американските разузнавачки служби јавија дека Иран планира да ја обезбеди Русија со илјадници дронови кои можат да носат оружје.
Британската конзервативна партија ќе го објави наследникот на премиерот Борис Џонсон на 5 септември по гласањето меѓу членовите на партијата врз основа на правилата договорени од партиските представници во понеделникот. Конзервативната партија објави дека со поштенско гласање меѓу членовите на партијата ќе се решава изборот меѓу двајца кандидати избрани за конечно гласање како дел од забрзаниот процес на селекцијата меѓу 11 кандидати кои досега ја објавија својата кандидатура, пренесува Reuters. Меѓувреме, Украинска правда пренесе информација во која се вели дека украинскиот претседател Володимир Зеленски му понудил на Борис Џонсон да биде градоначалник на Одеса, на што според медиумот Џонсон се согласил. За сега нема официјална потврда на оваа информација, но немаше ниту деманти. Зеленски не го криеше разочарувањето од падот на владата на Џонсон во Британија, бидејќи официјален Лондон е најжестокиот поддржувач на војната против Русија и вооружувањето на Украина. Француските пратеници го отфрлија предлогот за гласање недоверба на владата поднесен од левицата за да го изразат своето противење на политиката на президентателот Емануел Макрон. Само 146 пратеници од Народното собрание гласаа за предлогот представен од левичарската коалиција НУПЕС, која ги обединува зелените, комунистите, социјалистите и радикалната левица. Гласањето беше реакција на минато неделното одбивање на премиерката Елизабет Борн да побара поддршка за владина програма во францускиот парламент, што означува прекин на традицијата која досега воглавно се почитувала. Макроновата центристичка коалиција го загуби апсолутното мнозинство на парламентарните избори на крајот на јуни, но сепак има најмногу пратеници 250. Алијансата НУПЕС Алијансата НУПЕС се состои од 151 пратеник, што значи дека 5 од нив одлучиле да не гласаат за недоверба, а тоа може да се протолкува како позитивен знак од Борн и нејзината влада, забележува агенцијата Reuters. Тоа беше и последната информација во овој преглед на вестите.